Фишинг е мрежна измама во која сајбер-криминалците испраќаат мејлови до вас. Ти изгледаат како постоечките и легитимни компании и бараат од вас да наведете определени чувствителни податоци. Изразот фишинг или кражба на идентитет е асоциација од риболов. Така наречените риболовци бараат од вас да ги споделите личните податоци, како што се броеви од кредитните картички, сметки, шифри и кориснички имиња. Ова е една од можните листи за проверка преку која можете брзо да идентификувате дали мејловите што сте ги примиле се потенцијални мамки за измами. Дали содржината на мејлот е од некој кого не го познавате лично или не комуницирате редовно. Дали лицето кое ви пишува ве прашува нешто невообичаено, ваши налози или шифри, или на некој друг начин делува невообичаено. Дали адресата на испраќачот на мејлот е од сомнителен домен, например мајмунче microsoftsupport.com, paypalsecurity.net. Дали сте ставени под CC во мејлот со некој друго лице кое не го познавате. Дали предметот на мејлот нема смисла или не се совпаѓа со содржината на мејлот. Дали пораката на мејлот е одговор на порака која никогаш не сте ја испратиле. Дали испраќачот бара да кликнете врз линк или да отворите прилог. Дали адресата на мејлот содржи zip или друга извршна датотека. Кога ќе го ставите курсорот на глувчето врз било кој од врската внатре во мејлот, дали се покажува поинаков линк од оној што е содржан во телото на мејлот. Дали адресата содржи лоша граматика или правописни грешки. Дали испраќачот ве предупредува дека се пронајдени непримерни слики на мрежите. Што треба да направите или како да се заштитите? Задолжително изменете ги шифрите за вашите апликации и налози кои ги поседувате, но по можност од друг налог или мобилен уред. Скенирајте ги вашите компјутери и мобилни уреди за вируси и злонамерни содржини. Заштитете го својот компјутер со користење на безбедносен софтвер. Заштитете го својот мобилен телефон со поставување на софтвер за автоматско ажурирање. Некои налози нудат дополнителна безбедност барајќи 2 или повеќе начини за пријавување на вашиот налог. Добивање код преку SMS порака или апликација за автентификација и можност за скенирање отпечаток од вашиот прст, мрежницата на окото или лицето. Заштитете ги своите податоци со безбедносни копии. Направете безбедносна копија на податоците и проверете тие безбедносни копии да не се поврзани со вашата домашна мрежа. Датотеките од компјутерот можете да ги копирате на надворешен хард диск или на некое складирање во облак. Задолжително направете и безбедносна копија од податоците во телефонот.